Протести и блокирање на магистрални патишта, доколку до крајот на месецов не биде решен статусот на вработените во Југохром. Денеска најавија од синдикалната организација на Југохром Алзар од Јагуновце и Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство. Југохром со одлука на Државниот инспекторат за животна средина пред 2 месеци го прекина производството, а вработените во ноември и декември ги прати на принуден платен одмор. Забраната за производство важи до крајот на јануари идната година. Синдикалците истакнаа дека се уште немаат одговор од поднесената жалба на одлуката и затоа денеска предадоа писмо ургенција до Државната комисија за одлучување во втор степен при владата, со кое се бара позитивно да одговори на жалбата и веднаш да ја укине донесената одлука од страна на Државниот инспекторат за исклучување на печките на Југохром Алзар. Во спротивно 700 вработени од 1 јануари следната година ќе останат без екзистенција. Овој месец решен е на некој начин статусот на вработените, меѓутоа ако нема позитивно на разрешница, тогаш од 1 јануари останува нови 700 невработени во Република Македонија. А што значи тоа за регионот таму каде што еден голем капацитет е Југохром, можеме да претпоставиме. Ристевски истакна дека сега им останува само да вршат притисок за позитивно решавање на барањето на Југохром, комбинатот да продолжи со работа и истовремено да се гради постројката за отпрашување. Председателот на синдикалната организација на Југохром Алзар, Бајрам Амити, рече дека не им останува никаква друга можност, освен во наредните денови да преземат порадикални мерки со блокади и протести. Одлука најверојатно ќе се донесе следнава недела, што со вработениве, меѓутоа за подетално решение треба одлука да донесе инспекторијатот или второстепената комисија, докај смо го адресирале сега писмото, тие каснат со првиот одговор, а додека они не ни одговарат на најкраток можен рок, ние ќе притискаме, ќе вршиме притисоци и на менеджерскиот тим и генералниот директор да бидеме непослушни и да стартуваме со работа без нивна дозвола. Тој посочи дека и негативен одговор на жалбата е одговор и апелираше до невладините организации да не го манипулираат народот и да го обвинуваат Југохром за загаденоста во Тетово.